Добро утро. Го следите првото издание на вистите на Слободна ТВ. Демократската унија за интеграција вчера во Титово ја одржа конвенцијата на која беа промовирани кандидатите од листата за советници на Советот на општина Тетово. На активистите на ДУИ и сите други присутни им се обрати председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети, првиот вице-премиер Артан Груби и носителот на листата за советници Фатон Ахмети, кои побараа поддршка за листата на ДУИ за изборите кои ќе се одржат на 20 август. Сите наши капацитети ќе бидат во служба на советниците и раководителите на ресорите што ги водат. Затоа победата на ДУИ во мнозинството од овие кандидати е победа на граѓаните и на албанците, затоа што Титово не е само за октомврискиот народ, туку за сите. Центар кој дава светлина и одекнува на секаде, рече меѓу другото пред присутните првиот човек на ДУИ Ахмети. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација изврши увид во просториите на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов во Битола. Весна Бендевска, членка на комисијата која го вршеше увидот, во изјава за медиумите кажа дека постапуваат по представка за дискриминација, која ја поднело граѓанско здружение со оправдан интерес. Согласно наводите во представката, должни сме да ја сослушаме другата страна против која е поднесена представката, да прибавиме документи. Дојдовме на увид кој е најавен пред една недела и извршивме увид на просториите на потенцијалниот дискриминатор, како што наведува поднесувачот на представката, рече Бендевска, и посочи дека комисијата нема да прејудицира наводи, туку ќе го објави мислењето откако ќе заврши постапката. Таа посочи дека имаат законска основа на ненајавени и најавени увиди, а за оваа представка ќе прибават документација и од други институции. Анджела Прајс Агелер е потврдена за нова амбасадорка на САД во Северна Македонија, објави на Твитер демократското мнозинство во Сенатот. Таа доаѓа на местото на Кейт Мери Бернс, која ја извршува функцијата амбасадорка на САД во Скопје од 2019 година. Минатата недела Сенатската комисија за надворешни работи имаше сослушување за незината номинација, на кое таа најави дека работи да ја помогне на Северна Македонија да развие национална стратегија со која ефективно ќе се бара одговорност од корумпираните актери, пренесува Гласот на Америка. САД и Северна Македонија имаат многу заеднички приоритети, вклучувајќи ги борбата против корупцијата, подобрување на владењето на правото и зајакнување на доброто владење. Доколку бидам потврдена, ќе ги охрабрам судските реформи и ќе ги повикам институциите на Северна Македонија да промовираат транспарентност во истрагата на наводите за злоупотреба и одлучно да се спротивстават на корупцијата, за да ја зајакнат довербата на јавноста во владењето. Ке работам со меѓуагенциските партнери за да ја помогнам на Македонија да развие национална стратегија, која ефективно ќе бара одговорност од корумпираните актери. Доколку бидам потврдена, ке работам на поддршка на економската иднина на Северна Македонија преку политики за зајакнување на незината инвестициска клима, зајакнување на инфраструктурата, подобрување на енергијата, различноста и безбедноста и наградање отпор на малигни надворешни влијанија, вклучително и од Русија и Кина, рече Агелер, истакнувајќи ги приоритетите на незината работа како нова амбасадорка во Македонија. Таа исто така истакна дека САД ја поддржуваат земјава во незината долготрајна цел за пристапување во Европската унија. Коалицијата Менуваме соопшти дека денеска нејзини представници ќе имаат средба со министерот за здравство Беким Сали, на која ќе се разговара за проблемите со кои се соочуваат лицата со попречен вид. На состанокот е предвидено да разговараме за тоа дека ортопедските помагала за деца и лица со попречен вид, слепите лица, треба да бидат на товар на фондот како што е билото стапче, мерач за притисок, мерач за шеќер и топломери за деца и возрастни, се наведува во соопштението на коалицијата Менуваме. Освен тоа, додаваат оттаму на средбата ќе се разговара и за создавање на електронски регистар, односно досие за деца и лица со попреченост, поврзано со Министерството за труд и социјална политика, за здравство, за образование и наука, како и за транспорт и врски.
Новите изведувачи на работите на пругата кон Бугарија ќе добијат пристап до градилиштата месецов, а во тек на следниот се очекува и да стартуваат со конкретна работа, откако во меѓувреме ќе ги завршат административните процедури со регистрација на подружници и обезбедување на потребните сертификати и одобренија. Штрабак треба да ја заврши работата за реконструкција и доизградба на првата делница Куманово-Белјаковце, каде од јуни 2020 година нема работа на терен, а Ѓулермак целосно да ја изгради втората Белјаковце-Крива Паланка. Нивен ќе биде раководниот и инженерскиот кадар, а наш оперативниот и градежната механизација. Хари Локвенец, директор на инфраструктура, државното предпријатие инвеститор, ветува максимална транспарентност на прогресот на работите, со оглед на минатото на повеќе деценискиот проект, со повеќе кратни застои на кои работеа и ветува дека ќе го завршат сите влади. Последните податоци на Народната банка на Македонија покажуваат дека каматните стапки на кредитите и натаму имаат надолна линија, наспроти мерките кои ги преземаше НБРМ изминатиот период. Како што посочуваат во соопштението, просечната каматна стапка има минимален месечен пат, а намалување има и на годишна основа. Единствено благ раст на каматите на кредитите има кај новоодобрените задолжувања. Во јуни просечната каматна стапка на вкупните кредити забележа минимален месечен пат од 0,01% и изнесува 4,27%, додека на годишна основа оваа камата е намалена за 0,27%. Продолжуваме со вести од регионот и светот. Турскиот министер за одбрана Хулуси Акар изјави дека 3 брода со жито денеска треба да ги напуштат украинските пристаништа, соопшти неговото министерство. Првиот брод исплови од Одеса во понеделникот и за 36 часа пристигна во Босфор, според договорот меѓу Русија и Украина, а во кој посредуваа Турција и Обединетите нации. Договорот за непречена пловидба на бродовите со жито низ Црното море треба да ја улесни глобалната криза со храна предизвикана од војната во Украина. Акар вчера разговараше со украинските министри за одбрана и за инфраструктура за продолжување на извозот на жито што го организира заеднички координативен центар сместен во Истанбул. Резултат на интензивната работа и координација во центарот е договорот нови 3 брода со жито да испловат од украинските пристаништа, рече Акар. Тој меѓутоа не кажа од кои пристаништа ќе испловат бродовите, но додаде дека еден празен брод треба да замине за Украина откако ќе биде извршена инспекција во Истанбул. Следната рунда од диалогот меѓу Србија и Косово на највисоко политичко ниво ќе се одржи на 18 август во Брисел, потврди портпаролот на Европската унија Петер Стано. Можам да потврдам дека откако високиот представник на ЕУ Жозеп Борел ги покани двете страни во Брисел, председателот на Србија Александар Вучич и премиерот на Косово Албин Курти ја прифатија неговата покана и ќе дојдат во Брисел на 18 август, се навидува во писмениот одговор на Стано. Тој изјави дека српскиот председател и косовскиот премиер ќе бидат примени од шефот на европската дипломатија Борел, како и од специјалниот представник на ЕУ за диалог Мирослав Лајчак, со цел заеднички да разговараат за патот напред во диалогот меѓу Приштина и Белград. Ова ќе биде прва средба меѓу Курти и Вучич во рамки на диалогот за нормализација на односите по повеќе од една година. Последен пат тие се сретнаа во Брисел во јули 2021 година. Властите во САД прогласија вонредна состојба во јавното здравство поради мајмунските сипаници. Таквиот потек ќе ослободи средства за итни случаи и ќе укине некои бирократски пречки, јавија американските медиуми. Објавата доаѓа повеќе од една недела откако Светската здравствена организација прогласи глобална здравствена вонредна состојба поради избувнување на вирусот. Подготвени сме за наш одговор на следно ниво во справување со тој вирус и го повикуваме секој американец сериозно да ги свати мајмунските сипаници, нагласи секретарот за здравство Ксавиер Бесера на брифингот со новинарите. И уште информација за временската прогноза пред да се одјавиме. Многу топло време со пораст на дневните температури ќе се задржи денеска и по сабота. Утринските температури денеска ќе се движат од 11 до 20 степени, а дневните од 28 до 38 степени, соопшти управата за хидрометеоролошки работи.
Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен витер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 17, а максималната ќе достигне до 37 степени. Од недела во попладневните и вечерните часови ќе има развој на локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен витер. Во недела ќе дува засилен североисточен витер, што ќе предизвика пад на температурата од 2 до 4 степени, информираат од УХМР. Тоа беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на вестите. Ви благодарам што не следавте. Довидување.